Промената на работното место сама по себе представува стрес, но некогаш апсолутно е неопходна, може да донесе нови можности кои не треба да ги игнорираме. Кога е време да се направи големиот чекор, да се промени работното место, какви предизвици и промени носи новата работна средина и зошто е неопходен напредокот во неа како животна сатисфакција. Тема на разговор со нашата соговорничка. Велам добро утро за Зорица Поповска. Добре ни дојдовте. Добро утро, Кристина. Добро ве најдов. Интересна тема за која што секогаш се водат различни дискусии и секогаш има различни мислења во однос на промената на работното место. Работната средина, Зорица, е нешто за што многу често емотивно се врзуваме и токму затоа ни е тешко и да ја промениме истата. Стравот од промената исто така е многу важен, за кој што сакам да продискутираме, и тоа е оној кој што многу често ја прави стагнацијата во животот? Стравот? Да, стравот. Многу убава тема, прво. Често присутен тој страв или анксиозност околу промените, било какви би рекла. Да. Меѓутоа, една од поголемите стресови се поврзани со промена на живеалиште, адреса на живење или промена на работно место. Зошто се случува промената, постојат повеќе, односно тој стрес, тој страв, постојат повеќе причини за тоа. Еден од основните, јас би рекла, е научен. Ние се раѓаме со два основни страва и тие се страв од паѓање и страв од силни звуци. Сите други стравови се некако научени и сме силно програмирани од друга страна да не ја сакаме промената, да ја одлагаме промената. Една од поеминентните авторитети, терапевт по фамилиарна терапија, Вирџинија Сатир, за промената има кажано дека ние луѓето некако неправедно мислиме дека инстинктот за преживување најсилен инстинкт кај луѓето, меѓутоа всушност најсилен инстинкт кај луѓето е да ги задржат работите исти. Ние генерално не сакаме промени. И од друга страна стравот е одговор на тие промени, нешто што сепак се случува во нашиот начин на размислување, нешто што ние апсолутно целосно го правиме во нашите глави, во нашите умови. Сликите што ги замислуваме, зборовите што си ги кажуваме, и од тука и акциите кои што ги правиме ќе одредат. Да, дефинитивно е нешто, навики на стравот, сме ги развиле, меѓутоа е нешто што треба во текот на нашиот животен век да се справиме со тоа, затоа што не кочи да го живееме животот во полна смисла, да ги искусиме сите убавини, да искусиме повеќе. Едноставно стравот не саботира, тој сомнеш во себе, стравовите што се појавуваат, и не држат да живееме мали животи. Живот на стагнација, живот каде што нема развој, и од таков живот стравовите уште се поголеми, само заекнуваат и растат. И алармот кој укажува на тоа дека е неопходно да се промени работната средина, може да го почувствуваме од повеќе страни, но она што е важно е како да го препознаеме. Кои се тие знаци кои што укажуваат константно дека е време за нова работна средина? Па некој од најчестите, да кажам, знаци или аларми е, се сеќаваме на клиенти кои што, меѓу другото, сум коуч и работам со луѓе, со индивидуи кои што токму причината или неголемата причина зашто се појавуваат на коучинг, имаат потреба тие разговори, е потребата да направат промена. И од друга страна стравот кој што цврсто ги држи заглавени на исто место, иста позиција. И од тука најчестите или аларми ми се враќаат нозете назад. Или се чувствувам уморно, преоптеретеност. Значи стресот, умор кој што не е толку од самата работа, колку што психолошки повторно начин и одговор на средината од која што сте дел. Понекогаш е причина слабо лидерство, сиромашно лидерство. Или меѓутоа би требало да бидеме свесни и да препознаеме дали ние самите се задржуваме себе си во моменталните работни околности, самите се спречуваме да растеме, да направиме исчекор во самата средина, дали се наши внатрешни патерни образци кои што е добро да ги препознаеме и да ги сработиме пред да
избегаме од таа средина и да ги пренесеме истите во новата средина. Значи, секогаш е важно да ја направиме таа разлика. Дали самите се задржуваме и овде да ја направиме посакуваната промена, која е причината на заминувањето, или навистина сме ја надраснале работната средина, повеќе улогата која што ја имаме не ни нуди предизвици или сме ја надраснале како една стара износена облека и време е да заминеме некаде каде што е повеќе во согласност со нашите вредности, повици, аспирации и желби со ништа што ги имам. Значи важно дали бегаме од нешто или одиме кон нешто. И тоа сакам малку да го предискутираме. Промената на работното место не е одлука која што се носи преку ноќ. За ова треба сериозно се разбира, да се размисли и многу често да се консултира со своите најблиски. Што е она што треба да се стави на кантар пред да се донесе одлуката? Како да измериме дека е вистинска и правилна? Да. Јас мислам дека сите ние внатрешно знаеме, ако ја слушаме на нашата внатрешна интуиција, не само гласот, сите ние знаеме кога е време да направиме промена и мислам дека ако го следиме тој внатрешен глас кој што доаѓа повеќе од овој дел, интуицијата треба да направиме скок, треба да направиме промена. Од друга страна, на што се треба да внимаваме е секако да имаме во предвид сигурноста да биде, да не ја загрозиме сигурноста, затоа што во тој случај постои ризик, да кажам, да се појават оние екзистенцијални стравови и личноста дополнително да ја оптеретат со нови стравови, сакајќи да направи промена во работа. Значи, не премногу да се размислува, затоа што анализа парализа, велиме, кога премногу ги анализираме работите, ние всушност и не правиме никакви акции во животот. Меѓутоа, ако, поаѓајќи од претходниот одговор, ако знаеме што сакаме, ако знаеме кон што одиме, ако ни е јасно тоа во глава, ако ни е јасна целта кон која што стремиме, тогаш второто е дали сум сигурна дали во таа смисла транзицијски модели, зависно од тоа каква промена сакаме да направиме, нели, меѓутоа некаков транзицијски модел, додека го креираме нашиот пат кон нова кариера или може да биде бизнис потфат, предприемничка идеја која што сакате да ја реализирате. И во таа смисла е важно да бидеме сигурни. Значи да имаме барем некаква заштеда, да можеме да се ослониме на тоа, барем 6 месеци, година, дена. И ако тие две работи според мене се на место, тогаш нема причина зашто да се задржуваме, затоа што задржувањето креира пасивност, дополнителен отпор. И коригирајте ме ако грешам, но не секому му е лесно донесувањето на одлуката за промената на работното место. Повозрастните генерации се чини многу потешко се одлучуваат на нов чекор, за разлика од овие помладиве, кои што некако ризикот им е вроден и бараат и талкаат се додека не го најдат своето идеално, па по секоја цена да променат и неколку работни места. Јазот во генерациите тука е поевидентен на оваа тема. Да, и точно токму така, како што кажа, и не е поврзано со годините, иако е евидентно, веројатно поради различните сеќавања кои што ги имаме, нели, нашите генерации, повозрастните генерации растеле се развивале во една поинаква средина каде што вредност поголема акцент се ставала на сигурност, на лојалноста кон една компанија, нели? Најди пораките со кои што сме растеле биле тие, најди сигурна работа, стабилна работа и креирај го својот пат таму. За разлика од повозрастните генерации, по новите генерации некако наследи и се родија во свет кој што е полн со предизвици и со промени. Не? Единствено сигурно е промената, неизвестноста е постојано тука со нас и вредностите растат со многу поинаков наратив. Поинаков наратив се вреднува како агилност, брзина, промени. И едноставно сето тоа одредува како влие на начинот на размислување, нели? Помладите генерации, вака статистички гледано, колку може се верува на тие статистики, меѓутоа не остануваат, и повторно важно со која индустрија, во IT индустријата, например, на највисок тој степен на флуктуација, преоѓање и правење промени на работното место. По другите индустрии исто така, меѓутоа задржувањето на едно работно место не е како што е претходните генерации. Да, одлуката не е лесна да се донесе, но не секогаш треба да се гледа на негативната страна. Промената на работното место е нов предизвик, но може да донесе и многу нови убави можности. Да, апсолутно. Апсолутно. Секоја промена е добра. Секоја промена е излегување од зоната на комфор. И кога излеземе од таа зона на комфор,
се случува растот, се случува развојот. И ако сакаме вистински да бидеме среќни, да бидеме задоволни од себе, тоа е секогаш поврзано со растот и развојот. Дали навистина имаме ние чувство дека растеме и дека се развиваме. Понекогаш треба да направиме промена на работна средина за да го доживееме тоа. Тој сенс дека растеме, дека се развиваме, доколку не можеме да растеме и да се развиваме, доколку немаме предизвици на моменталното работно место. Значи, апсолутно е поврзано со среќата, со чувството на исполнетост, И ние погрешно ги нарекуваме тие зони на комфорт комфортни зони. Всушност се зони на познато. Мислам, сите знаеме луѓе кои што остануваат во зони или средини и релации кои што се далеку од комфортни, далеку од пријатни. Меѓутоа, самата помисла на промена ги парализира, ги обзема со страх. Би требало да научиме, најважно од се, би требало да научиме дека силно сме програмирани на стравот, на одредени навики на стравот, особено за оние кои штити, оправдано се тука, ни го штитат животот од физички опасности. Меѓутоа, животот 98% би рекла е позитивен. Реално не ни е загрозен животот ако направиме промена од типот на работно место и работна средина или релации. И би требало да знаеме да го препознаеме, нели тоа, да знаеме како да работиме со навиките на стравот, бидејќи се многу човечки, сите заеднички се кај сите нас, меѓутоа разликата помеѓу едните и другите луѓе, оние што се фрлаат во промени, оние што остануваат на исто место, е само во она што го прават во умот, нели. Едните замислуваат како сакаат да биде, имаат цели, дозволуваат да се возбудат околу тие цели, каде ќе одат, поставуваат поинакви подобри прашања, нели, на начин што ќе добијам таму, како тоа може да биде добро за мене. И едноставно добиваат и подобри одговори. Значи се програмираат на некој начин за успех, за разлика од другите кои што. А колку времето во кое што живееме, константно живееме некоја криза и тоа не е само последниве 2 години, него откако паметиме, барем ние генерацијиве, паметиме некаква криза. Колку актуелното време во кое што се живее и постојаниот наплив на лоши информации, типот нека криза не може да се најде така лесно работа, екзистенцијата е доведена во прашање. Колку тоа не саботира самите? Да, тоа влие многу доколку дозволиме, нели? Доколку се изложиме на тие влијанија, апсолутно влие тоа на некој начин, повторно ќе кажам, како програмирање, меѓутоа станува информација на која што сме изложени и дополнително ако немаме себе развиен начин да ги филтрираме информациите, што ќе дозволиме да влезе и да ми влие, нели? Ние одредуваме, меѓутоа понекогаш не изгледа така. Често дозволуваме надворешните околности да влијат на нашите интерни представи, репрезентации, начин на размислување и апсолутно може да биде парализирачки за луѓето. И од друга страна, колку комфорт зоната не спречува за напредок во работното место. Вчера прочитав неколку истражувања за тоа како или колку лесно се напредува во нашата земја во различни сектори. Сите одговори, односно 99% беа дека напредокот оди тешко, но се случува. И сега колку оваа комфорт зона не спречува од напредок, имајќи го предвид стравот кој што, да речеме, напредокот во работното место би го носел. Што би било тоа? Каква одговорност плюс би носело? Колку би се снашле во истата? Апсолутно. Јас мислам дека лимитации толку не постојат надвор, колку што постојат во нашиот начин на размислување, значи во нашите ментални модели, во нашите мапи на реалност, тоа, нели, ние оперираме од нашиот начин на размислување, не од реалната реалност. И од тој аспект самите себе си стоиме на патот, самите себе си се саботираме. И ова е особено изразено кај жените. Особено кај жените, да, каде што тој глас на сомнежот во себе, во собствените способности, нели? Вербата дека ќе успеам е многу поголем, тој сомнеж. Да. Ова е кризно време. Повторно ќе се навратам на тоа. Некако цело време живееме во некаква криза, која што апсолутно не треба да е поврзана со желбата за личен напредок и по цена на промената на работното место. Кои се првите неколку работи кои што треба да си ги поставиме редоследно во глава кога размислуваме на оваа тема и зошто да за промените? Па како што кажав, единствено промените, кога правиме промени, ние всушност искусуваме, ние всушност доживуваме нешто различно. Се друго е повторување на некое минато. Исти денови, исти мисли стануваме, понекогаш на некои луѓе 20-30 години
како еден ден, нели? Колку реално сме искусиле, не? Колку реално искуства ние сме донеле во животот. И животот е онолку богат колку што ние искуства ќе донесеме. Не се случува тако И неуспехот е искуство и тоа треба да го па тоа е големо уверување на кое што треба да работиме. Патот до успехот е поплочен со неуспеси. И разликата помеѓу редовно моделирам успешни и неуспешни затоа што ме интересира што е тоа луѓе во иста средина ќе добијат исти услови во иста средина, во иста или работна или држава, општество. И така натаму едни успеваат да се движат напред со исто знаење, со исти преиспозиции, да кажам, а други тапкаат во мест. Разликата е во начинот на размислување, а повторно и кон успесите и неуспесите. Едните гледаат на неуспехот како камење, како скалила, нели, како се движам кон успехот, затоа што патот до успехот навистина е поплочен со неуспеси. Ние не можеме да успееме ако 100 пати не паднеме. Да, апсолутно. Да, јас секој ден не успевам и затоа сум успешна. Патот кон успехот е навистина составен од неуспеси. А каква е вашето работно искуство? Сакаме да работиме на себе или уживаме во животната комфорт зона? Сакаме да работиме на себе, да се унапредуваме како лично искуство, да, од работата со луѓе. Со луѓе. Видите, јас како тренер за личен развој и некој што професионално се занимава со тоа, генерално соработувам и работам со луѓе и сум обкружена со луѓе што сакаат, значи го чувствуваат тој внатрешен повик, знаат дека е време за промени, нели? Има некоја како невидлива сила која што ги тржи позади и реално доаѓаат за да го добијат тоа заекнување, да ја завршат таа внатрешна работа, се е до внатрешната работа. Што е тоа што ние треба да освестиме во себе како ресурс, како потенцијал. Потенцијал имаме, меѓутоа оние кочници, лимитирани уверувања може да бидат ставови кои што не зајакнуваат и не држат позади. Патерни што не носат кон образци на однесување што не носат таму каде што сакаме. Да ги препознаеме заеднички. Јас некако служам како огледало на тој пат за да личноста се види, да го добие тој релевантен фидбек и дополнително со одредени интервенции кои што нели ги превземаме да зајакне за да воопшто истите тие предизвици како промена на работно место станат нешто навистина посакувано и го прават почесто понатаму. Се додека не се најдат на место каде што сакат да бидат, нели, што е за мене добро место во животот, тоа го знае секоја личност сама за себе. И тоа генерално соработувам со луѓе што сакаат да ја направат промената, подготвени се и има потребно тоа минимално зајакнување за да ја направат. И тоа е добро што го слушам. Чисто зборуваме дека не треба да правиме ништо што не гуши, не треба да правиме ништо што не ни годи, па ако е тоа и промената на работното место како услов за поубав живот, нека биде така. Да почнеме од денес. Така е. Благодарам Зорица за гостувањето во Македонија наутро. Се надевам дека овие разговори со витите кои што ги дадовте добре дојдени се за многумина кои што сериозно размислуваат на оваа тема. Промената на работното место не е едноставна одлука. Да, и повторно е тоа што ќе направиме ние од тоа. Апсолутно, се зависи од нас, да. Благодарам. Да, за промените. Благодарам, Кристина. Благодарам за гостувањето во Македонија наутро.